Дали сметате дека веќе таму треба да се прогласи епидемија? Таму требаше прогласи епидемија негде пред 5 дена. Во мојот стаж, ако сум бил студент од 73-та, 53 години, повеќе услови од сега во наша земја немало. Значи има сите услови за жал да се прогласи епидемија. Ова што се случува е тежок скандал, многу сериозна работа, да во 21-виот век имаме епидемија во град, поврзана со градскиот водовод. Кога на 17 ноќе отише од Институт за јавно здравје да земаат примероци, било забрането 4 часа чекале. Било забрането да земаат примероци. Што тоа кажува? Мислам, 2 и 2 знаеме да собереме, дека тие во комунале знаеле дека нешто не чини со водата, за да се заштитат себе си, го жртвувале целиот град. Дури пратиле насилници да спречат земање на примероци. Тоа се кажува. Прашањето е зошто тие лица не се уапсени, направиле големо злосторство, зошто тие лица не признале до сега кој тоа им го наредил, па и тој што им го наредил да биде во притвор. Значи, за овој случај, за разлика од ковидот, е многу позначајно да бидат рацете змиени и површините да се дезинфицираат, бидејќи овој пат може да се пренесе феко-орално. Значи, со нечисти раце, после водење на голема нужда, да се нанесат овие бактерии, па и вируси кои долго стојуваат, со сати, па и со денови, и да не се пренесе кај оние што не се заразени. Меѓутоа може, не дај Боже, да водата била контаминирана и со фесес од некои биле болни од други болести, како што е заразната жолцица, хепатит А. Ако овде инкубацијата 2-3 дена кај овие бактерии и вируси, кај хепатит А е месец дена. Значи, ние кој ќе заврши оваа епидемија, ќе треба да следиме луѓето да не добијат и некоја болест, најчесто вирусна, каде што инкубацијата е 3, 4, па и 5 недели и да имаме уште една епидемија. Бидејќи овде може да е еден причинител, меѓутоа ако е мешање на фекални води, може да бидат и повеќе причинители, бидејќи во фесесот од разни луѓе, илјадници луѓе, може да има различни патогени микроорганизми. Споменавте дека станува збор за епидемија од гастроентеритис, а во случај да се прогласи епидемија, што ќе следува, какви мерки ќе следуваат? Во такви случаи државата да преземе на свој трошок и други мерки. Значи, не градовите солидарно да носат вода, туку треба она да организира и вода за пиење, бесплатна, и вода во цистерни, и дезинфекциони средства, и други мерки на работни места, ресторани, малце построги,